Малата рурална општина Могила останува во игра и во вториот круг за избор на прв човек на локалната самоуправа. Со предност од 409 гласа во првиот круг, актуелниот градоначалник Драганчо Саботковски од ВМРО ДПМНЕ за својот втор мандат ќе се бори против независниот Сашо Пивковски, кој пак, според обвинувањата на Саботковски, во градоначалничката трка влегол со товар кривична пријава за дивоградба, за што е предвидена и затворска казна од 3 до 8 години. Тој дел со кривичата ќе го оставиме на судството да го сработи, бидејќи една од работите со кои треба да се занимава општина Могила, токму правниот дел, дивоградбите да ги спречиме, или односно секој кој сака да гради да се плати одредени комунали. И мислам дека тука она што треба да го работи градоначалникот, тука прекршен законот од еден од кандидатите. Саботковски вели дека во вториот круг нему ќе му недостигаат само 29 гласа за да се заокружи постигнатата победа од првиот круг, бидејќи, како што уверува, народот ја препознал вистинската работа, искрената визија и доказите на терен. Во вториот круг ќе го потврдиме ова водство за модерна, развиена и обединета општина Могила, напиша Саботковски на Facebook. Наспроти Саботковски е независниот кандидат Сашо Пивковски, кој во првиот круг освои 1253 гласови или за 12,1 помалку од првопласираниот. Пивковски смета дека влегувањето во вториот круг јасно покажало дека сега било времето кога не треба да се подлегнува на подкупите, на заканите, на притисоците и на сите неправди, туку обединети со крената глава да се извојува престојната победа, пишува на својот Facebook профил Сашо Пивковски, додека по однос на кривичната пријава и тој остава случајот да го решава судот. Општина Могила е земјоделска општина и на тој начин сите оние потреби на земјоделците јас сакам да ги преточам да бидат во служба на сите граѓани на општина Могила, поготово на земјоделците. Инволвирано цело моето семејство, значи таа кривична пријава јас конкретно се води судска постапка и не сакам да ги коментирам судските постапки кои е во тек. Могила е една од општините со најголема излезност во првиот круг од дури 69,4%. Вкупното гласачко тело брои 4671 гласач. Имаше тројца кандидати за градоначалник и 8 советнички листи. Во првиот круг кандидатот на СДСМ Зоран Ристевски освои само 351 глас, со што беше третопласиран.